Ајде дека сега ќе имам помалку проблеми. Би требало да немам за тоа што сум од работа сега, така ќе биде добро. Гледаме. Здраво. Здраво сте. Значи како што гледам. Чекаме уште некој? Точно сме на време, добро е. Вице-премиерот. Да, уште вице-премиерот. Да не е на вакцинирање, денеска почнаа со вакцинирање сите полека. Вчера премиерот, денеска Филипче, сите поред. Јас од вчера втор пат ревакциниран. Ајде да видим. Тука гледам во штип гужва има сега. Малку интерес повеќе почна. Добро е, добро е. Добро е што има. Со кинеска. Значи ги имаме сите само уште вице-премиерот, па ќе можеме да почнеме, така? Добро. Само да ве информирам дека досегашните вебинари и отворените денови што ги имавме се емитува и на програмата на УГД FM, така да е добро. Добар ден, вице-премиер Битики. Добар ден, добар ден. Добре, да се видиме и овде, бидејќи ми гостувавте во телевизија Стара, ама овде ми е кај што треба да видам и кај што еве и овде. Само поинаку е. Овде нема незгодни прашања. Не, може и тука да има незгодни прашања. Се шегувам, како сте добри? Дури овде управува со микрофонот. Да. Таму не, јас таму само управувам со микрофонот. Како? Во секој случај подобре да не има што е можно повеќе и почесто добре. Сега и вака во секој случај. Така, јас се надевам дека кога веќе вице-премиерот е овде, можеме полека и да почнуваме. Мислам, само да не ги изненадиме многу рано да не им биде. Или не е академски. Не, да почекаме 15 минути, така. Да, може би треба да се одвикнуваме полека од тоа. Може. Да, може. Мислам дека можеме да почнеме, бидејќи овде сме сите. Поздрав до сите, јас сум Тони Михаилов, новинар во Универзитетското радио на Универзитетот Гоце Делчев. Еве одовде од Универзитетското радио ве поздравувам денеска. Со покана нормално кога ќе заврши пандемијата, кога ќе има можности за физичко присуство, да присуствувате во Универзитетското радио и телевизија и овде можеме да правиме дебати кои што ќе може да додат и директно, така да мислам дека само еве ова е уште еден од серијата вебинари на Универзитетот Гоце Делчев, во случајов вебинар кој што го организира повторно Факултетот за туризам и бизнис логистика на тема колективната визија меѓу економијата и индустријата, предизвик во пандемијата COVID-19. Нормално дека COVID-19 ни одредува се, посебно економијата, бидејќи уште како се одразува на тоа како ни се движи економијата, како ќе се опорави после завршувањето на COVID-19. За целите ќе проговорат учесниците во денешниот вебинар, а тоа ќе бидат господинот Фатмир Битичи, заменик на председателот на владата, задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, господинот Јован Деспотовски, директор на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони, господинот Сашко Наков, кој што е од управниот одбор на Советот на странски инвеститори и деканката на Факултетот за туризам и бизнис логистика, професор доктор Татјана Бошков. Уште пред да започнеме со овие вебинари, ова идеја на некој начин започна од разговорите со проректорот на Универзитетот Гоце Делчев, проректор за настава и студенти, професор доктор Мишко Джидров, и токму затоа и на овој вебинар очекуваме обраќање од него. Проректоре, не само обраќање, туку
Се движат ли работите она како што очекувавте кога се планираа сите овие вебинари? Навистина ги имаме доста и навистина интересни теми. Повелете. Да, Тони, токму така, значи иницијативата почна од мојот кабинет, но понатаму мораше да се подржа од сите декани на нашиот универзитет за да можеме да организираме вакви прекрасни собери. Уште еднаш голема благодарност до Факултетот за туризам и бизнис логистика кој организира веќе втори или трет, мислам, ваков вебинар во кој што разговараме за најинтересни теми. Мора да ги поздравам, мора да ги поздравам нашите студенти кои што не следат цело време, а особено ми е чест што имаме прекрасни гости денес кои што ќе ни гостуваат, особено вице-премиерот Фатмир Бетики, кој што е заменик председател на владата и кој што ќе се обрати пред нашите студенти во однос на темата како да градиме економија за подобра иднина за сите нас. Потоа исто голема чест ми што денес у нас е и господинот Јован Деспотовски кој што е директор на три сезоните, каде што можеби нашите студенти гледаат интерес како некоја перспектива за нивно вработување, па токму и таква ќе биде и темата. Понатаму ќе имаме примери и од странски инвеститори, односно господинот Сашко Наков, кој што ќе каже како е да се работи, кои се предизвиците и можностите за време на пандемијата. И секако нашата ценета деканка кој што помогна, кој што има уште мотивација и желба да се организираат вакви вебинари пред нашите студенти и успева да покани прекрасни гости да представат интересни теми. Тоа е нашата ценета деканка Татјана Бошков, која што ќе збори малку за како да се намали ризикот, односно како да се намали несигурноста при работењето за време на пандемија. Ние на Универзитет Гоце Делчев почнавме ваква серија на неколку вебинари, но не се само за бизнис. Имавме и од здравство област, имавме, мислам дека два кои што беа поврзани со пари, па така да верувам дека темите секогаш се интересни и за студентите, но и на сите кои што не следат. Тоа ни претходно спомна дека сите овие вебинари понатаму се споделуваат и на нашите платформи, но целото ќе иде и пренос на нашето радио, така да многу голем број на студенти ќе можат да го слушнат. Уште еднаш да ви се заблагодарам што одвоивте време да бидете со нашите студенти, па во моје име и во името на ректорот на Универзитет Гоце Делчев ви посакувам успешна работа, успешна дискусија после представувањето на вашите теми и се надевам кога ќе помине пандемијата да се видиме и во Универзитет Гоце Делчев во Штип. Благодарам проректоре Джидров. Мене ми е драго што навистина еве и вице-премиерот за економски прашања овде со нас и Деспотовски со кој што имаме соработка веќе неколку пати беше на Универзитетот Гоце Делчев и воопшто со сите наши учесници на вебинарите генерално веќе имаме воспоставена соработка со останатите. Се надевам ќе се воспостави во иднина и ќе можеме да ја развиваме. Вебинарите се почеток само на такво нешто и сите сме очигледно со желба да се вратиме на нормалата и да бидеме физички присутни. За сега е вака и денеска ќе одиме по редоследот кој што е предвиден. Прв со свое излагање ќе биде господинот Фатмир Бетичи, кој што ќе говори на тема градиме економија за подобра иднина за сите. Господине Бетичи, се разбира, вие сте во ресорот кој што треба да размислува како да се вратиме во нормала и во поглед на заздравување на економијата, така да мислам дека ги имате најрелевантните информации што се однесуваат до она што го работи владата. Повелете. Благодарам прво. Благодарам за поканата на овој денешен вебинар. Почитуван продеканен за настава и студенти на Универзитетот Гоце Делчев, господин професор доктор Мишко Джидров. Прво, благодарам од вас за отварање на ваква можност да се дискутира со студентите и пошироко, затоа што навистина во последниот период преокупирани од COVID забораваме дека на тие кои што треба да бидат носители понатаму на политиките треба да им се даде поширок видик. Така да благодарам за отварањето на таков простор преку вебинари да се дискутира. Веројатно ова е новата реалност и гледате, дури политичарите се прилагодуваат на новите реалности во пост-ковид периодот. Почитувана деканке на Факултетот за туризам и бизнис логистика, професор доктор Татјана Бошков, вас благодарам лично што бевте упорна, морам да признам, за да бидам денеска овде, затоа што
за жал не секогаш нашата агенда дозволува, ама еве со задоволство на крај на денот, но иако не е крај уште на денот, но еве ќе се обидеме да дадеме наше толкување на одредени работи. Почитуван директор е Деспотовски, директор на дирекцијата за технолошки и индустријски развојни зони. Сметам дека одличен соговорник, ама и партнер во заедничка соработка, затоа што и двајцата седовме на иста бранова должина која ја гледаме како треба економијата да се развива и како владата, тоест државата треба да биде чинител за да го трасира патот, да кажеме, на развојот на стопанството и економијата. И почитуван Сашко Наков, вас секогаш ве гледаме од другата страна, некој сака да ве представи како странски инвеститори. Јас знам дека вие ги представувате интересите на странските инвеститори, ама ја велам домашни компании, затоа што ве чувствуваме како наши, без разлика што капиталот може да биде странски. Драги студенти, млади луѓе, ја намерно избрав една тема доста општа, како вообичаено како што прават политичарите, но ќе се осврнам на неколку работи, затоа што сметам дека иако ковид периодот беше предизвикувачки за сите, и од здравствен аспект, и од економски аспект, некоја фонија се појави, веројатно некој има. Велам дека јас ја гледам секој еден предизвик, па и економската криза, предизвикана од пандемијата COVID-19, како една можност која што би требало да ја искористат сите. Веројатно во стопанството најлесно има и најлесно ги искористуваат можностите, но јас сум благодарен што имаме доста добра соработка со сите чинители во општеството, без разлика дали се тие представници на бизнес заедницата или се представници на другата страна на работниците, за да креираме една нова визија што и како ќе се справиме во пост-ковид периодот. И јас ќе кажам неколку предизвици кои што ги соочив во овој период на кризата. Знаете, јас бев од почетокот, да кажеме, на пандемијата во различни позиции. Тогаш во позиција на советник на премиерот, сега во позиција на вице-премиер, и некако бев чинител од креирање на мерките. И морам да признам дека тоа што ни беше предизвик во почетокот е предизвик и денеска. А тоа е која е најдобрата евентуална мерка која што ќе искреираме за да има најголем можен ефект. И тогаш во една прилика кажав, дечки, сметам дека нема еден рецепт кој што ќе одговори еднакво на сите економии. Значи не можеме да гледаме што прават германците, па ние да направиме во нашата земја. Не можеме да кажеме видите ги државите во соседството, па ние истото да го направиме. И реков, дајте да почнеме од структурата на бруто домашниот производ, тоест на нашата економија, и така да ги таргетираме нашите мерки, затоа што сметам дека само така ефектот ќе биде поголем. Еден од клучните предизвици беше дека, и тоа сме сите свесни, тоа што нашата економија е мала, не може да генерира многу средства, не може да даде многу ресурси. При лимитирани ресурси треба само паметно да ги искористиш ресурсите. Тоа укажува и каква економија има. Многу извозно ориентирана, многу зависна од економиите, поголемите економии, особено економиите на Европската унија. И еве само за студентите два податока да споделам. Веројатно они ги знаат и следат, но ние имаме најголема надворешна трговска размена токму со земјите на Европска унија, или околу 77% од вкупната размена е со земјите на Европската унија. И затоа нормално движењата и однесувањето на големите економии влие на нашата економија.
нивната затвореност, значи затвореност и за нас како економија. Но тоа што успеавме е на крај на годината, без разлика што беше тешка, да го задржиме покриеноста, трговската покриеност на вистина доста висока ниво, и тоа е добар показател, затоа што умешно не само политиките, туку умешно и самата економија успеала да издржи во овој период. Но еден друг податок кој што навистина е интересен да се согледа и веројатно некојаш кога ќе имаме прилика можеме повише да го разговараме, колкав ефект има мерките во ковид периодот наспроти вкупното паѓање на бруто домашниот производ. Ние минатата година со 4 пакети на мерки, некаде испланирани околу милиарда евра, успеавме да реализираме некаде од прилика 75 до 80% од мерките, некои веќе уште се реализираат, но тоа што беше многу интересно е дека правевме одредени макроекономски анализи за ефектите од самите мерки. И се укажа дека ефектот на мерките кои што ги превземавме, затоа што беа специфично таргетирани по нашата структура на економијата и не беше искрено многу лесно тоа да се направи, е некаде 4,2% од бруто домашниот производ. Или во други зборови, ако не беа мерките превземени минатата година, нашиот пад ќе беше 8,7%, наспроти 4,5% колку што ја завршивме годината. И тоа е навистина резултат за добра оценка, да кажеме, на тоа што сме го направиле. Ќе оставиме економистите да оценат дали треба да се анализира понатаму зошто навистина таков ефект. И јас некогаш кога сакам на граѓаните да им објаснам општо, велам тоа ти е како максимален скор, 1 од 1. Со 1 вложен денар, 1 си добил назад и бога ми тоа не е малку. Или во проценти скоро 100%, ама ајде да не зборуваме затоа што има други примери лоши со процентите. И сега сето тоа треба да го имаме во предвид кога доаѓаме, да кажеме, на прагот на излегување од ковид периодот. Затоа што очигледно е дека економијата полека се совзема, големите економии полека се олабавуваат, но остануваат навистина големи клучни предизвици. А клучниот предизвик не е само на нашата економија, туку и на регионалната економија е дали ние ќе останеме се уште конкурентни наспроти глобалната економија или дали ќе искористиме можноста која што ни се даде од подалечните економии. Тоест, дали тие кои што имаат работено и ја засниваат својата економија на синџирот на набавка, на value chain или на вредностниот ланец, ќе успеат да ја препознаат, да го препознаат нашиот регион како конкурентен регион со кој што ќе сакаат да соработуваат. И тоа е еден предизвик кој што јас од првиот ден на мојот мандат почнав да го зборувам и тоа почнав да го зборувам и во целиот регион, а тоа е дека нашиот регион, кога велам регион, е регионот на Западен Балкан, веќе треба да премине од зборување на конкуренција помеѓу нашите економии на креирање на конкурентност на нашите економии наспроти глобалната економија. И веќе наскоро ќе имаме одредени иницијативи кои што ќе значат многу повише од мобилност само на човечкиот капитал, туку и на споделување и креирање на заеднички политики за зголемување на конкурентноста на Западниот Балкан, затоа што сметам дека тоа е еден од клучните предизвици кои што ќе ни овозможи понатаму развој и на нашата економија. И овде доаѓам на темата што тоа ќе значи
во аспект на регионална конкурентност. Вашата тема денеска колективната визија меѓу економијата и индустријата, предизвик во пандемијата COVID-19 и навистина употребувате еден убав збор индустријата. Веројатно ние сме алергични во Македонија, кога ќе спомнеме индустрија, веднаш викаме не, тоа беше старо, тоа беше давно, како сега тука индустрија, тоа се рудници, тоа е метална индустрија, тоа е загадувачки, како тоа нема да се живее како у Шведска и така натаму. Ја викам, видете, индустријата се базира на две работи. Може да зборуваме за индустрија, но да зборуваме за зелена индустрија. И тоа е веројатно поуката што треба да извлечеме од ковид периодот, затоа што сега имавме прилика сами да се убедиме себе си дека во периодот на пандемија имавме помалку загадена животна средина и тоа директно заради тоа што секој од нас се однесуваше подобро. А тоа е дека возевме помалку возила. Паметно однесување. И, например, вие што имате луксус да живеете надвор од Скопје и да дишете чист воздух, ние во Скопје најлесно го свативме. Затоа што јас во периодот на ковид, пред да бидам заразен од ковид некаде средина на декември, до тогаш имав 56 дена изолација. Тоа значи 56 дена помалку мојот автомобил се возеше. И пресметајте пута колку на такви луѓе, стотици илјади, и затоа имавме годинава чист воздух во Скопје. И затоа јас кога зборувам на предизвикот на индустријата и дека ние во Македонија не треба да бидеме алергични на зборувањето за индустријата, треба да додадеме една работа, а тоа е зелената индустрија. Но при тоа не заборавајќи каде се движат големите економии. Големите економии не зборуваат за конвенционалните и традиционалните сектори во индустријата, туку зборуваат за четвртата индустриализација. А ако сте ме следеле, јас сум председавач на Стартап Советот и таму, како по таа надлежност, ја формирав работната група, првата работна група во нашата држава за креирање на стратегија за вештачка интелигенција, затоа што тоа е еднината на индустриализацијата. Да зборуваме за вештачка интелигенција, да зборуваме Internet of Things, да зборуваме за роботика, за мегатроника и така натаму. За таква индустрија, да, ние сме тука и го прифаќаме предизвикот да зборуваме. И за да не должам многу, затоа што веројатно ќе збориме и понатаму, ние се во овој период навистина напорно работевме, почнуваме еден инклузивен процес, во кој што инклузивен процес ќе работиме на креирање на долгорочната стратегија за развој на нашата држава. И овде се да кажеме, разликуваме различни луѓе, затоа што тоа се различни пристапи во светот. Например, ако го земете континенталниот пристап, они веруваат во овој пристап да треба да има стратегија, па после полека се да градиш планови и така натаму. А ако го земете англосаксонскиот модел и пристап, они викаат направи ја работата, после стратегијата ќе ја развиеш, ама за жал ние сме во континенталниот пристап, па треба прво да така си го наредиме умот, менталниот склоп, дека треба јасно да ни биде кај ќе бидеме, а понатаму да си го трасираме патот до таму. И ние во суштина, јас се гордеам што го координирам тој процес заедно со другите вице-премиери и другите министри. Почнавме инклузивен процес заедно со UN, UNDP, британска амбасада и така натаму, со сите надворешни чинители, но овде сите внатрешни чинители, за да работиме на долгорочна стратегија за развој 2021-2041, која што би требало да ги даде предизвиците и насоките на движење на нашата држава во наредните 20 години. И во смисла на да, УГД е битен, затоа што ќе произведува кадри кои што ќе ги задоволат потребите на пазарот на труд, но пазарот на труд затоа што тие се во насока на стратешките определби на нашата држава за движење, дека во штип наспроти тоа ќе значи дека треба да се даде потик за секторите, индустријата и така натаму и другите работи кои што вие ќе произведувате работна сила. И
Така натаму. Ние, за жал, имаме 30 години во кои што талкавме. Пробувавме од се помалку и на крај дојдовме до ситуација да имаме сектори во кои што ни е многу тешко да сервисираме понатаму со човечки капитал. И тоа е предизвик. А човечкиот капитал знаеме дека е најтешко да се изгради. Ти можеш тоа да го направиш со реквалификација, доквалификација и така натаму, но тоа не е човечкиот капитал кој што ќе биде водечки. Например, ние зборуваме дека во нашата земја ние во изминатите 20 години сме произведени многу менаџери. Прашајте се. Еве Сашко доаѓа од Советот за странски инвестиции. Колку процентуално plant managers и тие кои што се клучните менаџери кај странските компании, кои што ги водат технолошките процеси и така натаму, се наши наспроти странци. И некој ќе каже, можеби процентот ќе биде сега висок. Да, е висок затоа што бројот на компаниите е мал. Но ако го зголемиме бројот на компании, што правиме? Ова е максимумот кај што сме дошле. Сега понатаму нема. Дали можеме денеска да го креираме еден таков менаџер? Не можеме. Му треба циклус од најмалку 4 до 8 години, затоа што никој нема да ти земе менаџер само што ќе заврши. И затоа нас ни треба таква одредница која што ќе ни одговори и ќе креира можности за предизвиците кои што ни стојат напред. Ќе ни одговори дали навистина во Македонија ни треба образовен сектор кој што ќе оди напоредно со предизвикот на четвртата индустриализација. Ние зборуваме за вештачка интелигенција, зборуваме за мегатроника, за роботика, за Internet of Things, колку произведуваме таков кадар. На крај на денот дали произведуваме, дали креираме таква можност за нови компании да влезат. Ние ќе се отвориме, ќе ги дадеме јавните средства кон компаниите за да дојдат во Македонија. Тие на крај на денот ќе речат добро кој ќе треба да работи. И овие предизвици навистина стана уште побитни во периодот на ковид и затоа велам ги прифативме и навистина наскоро ќе бидат сите универзитети вклучени во креирање на нашата заедничка иднина. Затоа што велам за жал можеби сите не ја споделуваме таа иста мисла, но јас за себе сметам дека сум само еден човек кој што во овој момент служи на граѓаните, ја има честа да служи на граѓаните, а заедно со граѓаните, со сите, подеднакво треба да го креира патот на нашата заедничка иднина. Благодарам, господине Бетики. Вашата тема беше градиме економија за подобра иднина за сите. Да не ми бега мислата, едно прашање ќе ви поставам, еден коментар сакам од вас пред да преминеме на излагањето на господинот Деспотовски. За да градиме иднина во економијата, требаше да го поминеме, треба да го поминеме периодот на ковид криза, кој што државата еден од начините со вбризгување на средства со таа помош која што отиде во компаниите. Помина 1 мај, слушав една емисија каде што синдикалци беа гости и ги праша новинарот, мој колега праша, вели, вие зборите само меѓу себе, се карате кој е синдикат репрезентативен, кој што, како не мислите на работниците, не ни протестиравте, вели. И синдикалецот вели, да ви кажам право, ни го одзема и правото на протестот, бидејќи јако 800 милиони евра влегоа, вели, во економијата, во државава, уште повеќе од нас кукаат газите, вели, на бизнисите. Ваш коментар за ова, има ли овде политиканство во оваа изјава или има некоја реалност? Ова ќе биде на некој начин и вашето мислење за помошта во економијата кој што влезе. Значи, интересно. Но јас сум познат по тоа дека се обидувам да ги застапувам интересите и на едните и другите, затоа што доаѓам од приватниот сектор. Ја некогаш бев дел од приватниот сектор, управував со една од стопанските комори. Но навистина сметам дека сегашната ситуација е некаде измеѓу. Дали работниците треба да се среќни? Јас не сум среќен. Знаете зошто? Затоа што сметам дека они се уште немаат достоинствени плати. И мислам дека директорот Јован Деспотовски ќе зборува на таа тема. Ја и он сме познати по тоа
дека сме многу ригидни кон давање на јавните средства за помош во стопанството, таму кај што не се плаќаат плати на солидно достоинствено ниво. Затоа што не можам да прифатам како функционер денеска да потрошам 1 денар од тие граѓани за да платам некого кој што кој креира сиромаштија. Но, дали е доволно тоа што го правиме и го даваме како подршка во стопанството, во овој момент тоа е максимумот возможно, затоа што нашата економија толку дозволува. Дали би требало во овој момент, може би да кажеме, да имаше консензус на сите чинители, разумен консензус, во кој што ќе седнеме и ќе кажеме, тешко е, но треба да се задолжиме уште толку, за да помогнеме, затоа што тоа е стопанството, тоа е економијата која што понатаму ќе врати. За жал, живееме во кревко општество, во општество кој што тешко доаѓаме до разумни согледување на работите, и ние и кога правевме чекор да помогнеме некаде, тоа беше увидено како подкуп или нешто, а во суштина еве на крај зборуваме за ефект. Да вбризгаш во приватна потрошувачка не е подкуп. Приватната потрошувачка е 2/3 од бруто домашниот производ и не можеш да го занемариш. Да вбризгаш средства, ликвидни средства во стопанството не е подкуп и туку е директно помош, затоа што тие се 25%, скоро 1/3 од бруто домашниот производ. А да не кажеме дека по сектори дека ние не ги помагавме тие кои што не беа засегнати. Ние не помагавме во рударството, ние не помагавме во финансискиот сектор, ние не помагавме во телекомуникација, не помагавме во IT сектор. Помагавме во сектори кои структурно придонесуваат многу, ама и директно беа погодени. Дали можеш да останеш нем на нивниот предизвик? Не можеш. Затоа што тогаш ќе биде исто како што некој прави. Да зборуваш, да не ги согледаш реалните потреби. И затоа сметам дека одговорот ќе биде имаме мал проблем, мислам дека се вред, повелете. Велам дека е направено доста, е направен исчекор, пред нас стои уште многу долг пат за да стигнеме таму кај што ќе кажеме дека сите сме задоволни. И работодавци, и синдикати. Затоа што навистина појдовната точка од кај што почнавме, сите заедно, беше навистина многу ниско. Благодарам, господин Битичи, се надам дека со моето прашање придонесов за и на дел оно што е актуелно да фрлиме светлина. Со тоа ќе преминеме и на излагањето на господинот Јован Деспотовски, кој што остави белег навистина значаен на УГД со своите гостувања и соработка како дел од фондот за инвестиции. Меѓутоа сега и во поинаква улога се надам дека ќе продолжиме соработката. Господин Деспотовски, вашата тема е за новата развојна македонска економија, квалитетни инвестиции, перспектива за младите дома, технолошко-индустријските зони се спомнуваат често како убава можност за развој и се спомнува постојано дека таму треба да се инвестира. Повелете со вашето излагање за денес. Дали се слушаме ми е важно. Се слушаме одлично, дури и атмосфера од надвор, меѓутоа атмосфера од надвор, сега ќе затворам прозор, секунда, само таква ние тука за жал на улица сме секунда. Како и да е, во секој случај да се чувствува дека сме и онлайн, дека сме во живо. Во бизидел на градот сме за тоа, или добро така треба и така ќе се случи. Во секој случај. Ќе се слушаме сигурно, повелете. Да, благодарам за убавиот вовет. Јас се уклучив Фатмир кога почна да зборува, така да го фатив моментот кај што зборуваше дека навистина фино комуницираме и јас се радувам што беше фактички во ведничар пред мене. И вчера имавме можност да дискутираме малку на тема, се зборуваше повеќе за ефектите од досегашната државна помош изминативе неколку години, меѓутоа допретме теми кои се поврзани фактички со тоа што каде одиме и што ќе се случува понатаму. Неколку работи кои што мислам дека се важни, нормално благодарам за сите што не следат денеска, петок не е крај на работно време за нас, меѓутоа за студенти веројатно више одамна требало да бидат излезени на кафи на сокче, така да благодарам за интересот. Навистина го ценам и значи. Неколку важни работи,
кои што ги отворивме, да кажеме, како теми за дискусија и прашања за дискусија во изминативе неколку месеци. Фатмир допре добар дел од нив. Јас ќе се обидам да ги ставам само во еден контекст на еден нов пристап кој што го промовираме и кој што веќе не го промовираме само, него веќе го практикуваме во изминатиот период, а кој што на крајот на денот се сведува на еден нов концепт или нов модел на развој на македонската економија. Поидовната основа на тоа е дека во принцип треба да бидеме сите свесни во однос на не само на големината географска на државата, него за тоа со какви ресурси располагаме. Многу е лошо да живееме во илузии дека имаме одредени ресурси кои што се во изобилие, бидејќи не е така, и пред се ќе продолжиме таму кај што Фатмир застана, тоа се човечките ресурси. Значи, во 21 век, барем тоа го научив од претходниот ангажмент во Фонд за инновации и технолошки развој, дека парите, односно капиталот, не се на short supply, значи не е ресурс кој што може да се смета дека е ограничен. Меѓутоа, луѓето и земјата апсолутно да. И во креирањето на овој нов пристав и нов концепт поаѓаме од тоа дека треба да се обидеме со оние ресурси кои што ги имаме на располагање да извадиме максимална додадена вредност. Повторно кажам, во рамки на ово ограничување не спаѓаат финансиските средства и капиталот, бидејќи повторно кажам во 21 век, значи со паметен пристап изворите за финансирање се многу лесно и едноставно достижни. Повторно кажаме и примерот со фондот, каде што за 3 години успеавме портфолиото од некои 700-800 илјади евра да го качиме на 75 милиони, од кои што само дел се државни пари, патен речено, останатото дојде од приватни извори за финансирање, така што дури во мала држава како Македонија покажавме дека може и покажуваме се уште дека може да имаме супер модел кој што функционира не само добро тука, него функционира супер и во регионот. Например, не знам колку знаете, меѓутоа сме, да кажеме, водечка земја во тој сегмент во целиот регион на југоисточна Европа. Дополнително она што, да кажеме, го воведовме како новина во самиот пристап е дека сето она што го дефинираме како политика, како мерки, го базираме на одредени анализи, односно на одредени бројки. Значи не е доволно само да ги гледаме бројките сами по себе такви какви што се номинални. Вчера имавме дискусија на тема и баш поставив едно прашање на релативно стручна публика во која што седе и представници на деловниот сектор, доколку дојдат двајца инвеститори, од кои што едниот, да кажеме, нуди инвестициски проект од 100 милиона, другиот нуди инвестициски проект од 20 милиони евра, кон кого би му пристапиле првично и на кого би му дале приоритет. Ако досегашната политика се базираше на, да кажеме, на бркање на некои номинални бројки и реализирање на проекти само за да се сликаме и да покажеме пред јавноста заради одредени политички цели дека сме успешни, значи нашите политики, и она што го веќе спроведуваме, да кажеме, практика, повторно кажам, се базира на одредена анализа. И токму заради тоа почнавме со редовна практика на правење и објавување на годишни анализи, квартални анализи, редовните месечни анализи кои што веќе 6 или 7 месец ги правиме, со кои што се обидуваме да ги следиме движењата по повеќе параметри во рамки на технолошко-индустријските развојни зони, меѓутоа не само да ги следиме за да ги презентираме на јавноста, него тоа да не биде и основа врз основа на што ќе следиме колку се успешни мерките што ги спроведуваме и секако дали ќе има потреба да воведуваме некои нови или да ги прилагодуваме постојните. Така што сето она што сега го креираме како пристап, мерки, политика се базира врз основа на бројки. Ќе ви давам дополнително уште еден пример, да кажем она што до сега, например, не е практикувано, меѓутоа при влезот, да кажеме, на било кои инвеститори, се намерно не го користам зборот странски, затоа што и во новиот пристап странските и домашните се целосно, буквално целосно изедначени. Ниту даваме приоритет на одреден посебен сектор, бидејќи ако имаме предвид дека економијата во зоните придонесува со 47% од целиот државен извоз, а при тоа 90% од тоа доаѓа од автомобилската индустрија, сваќате колку сме реално изложени на надворешни ризици и мислам дека имавме голема среќа минатата година, сега го комбинирано и со мерките кои што ги презентираше владата во делот на поддршка за надминување на последиците од пандемијата, меѓутоа имавме и среќа да автомобилската индустрија релативно лесно сега за сега ја поминува кризата, инаку можеше многу лесно да се случи да имаме многу
да кажеме, сериозни последици заради ударот врз индустријата и заради нашата целосна или доминантна изложеност само кој сектор. Така што во рамки на овој нов пристап, како што кажав, се базираме на бројки и наша цел е квалитетен инвеститор, односно квалитетна инвестиција. Че не е цел да биде инвестиција од одреден сектор, ниту е цел инвестицијата да дојде од странство или да биде дом. Значи, целта е сама по себе да зборуваме за квалитетна инвестиција. Се што подразбира квалитетната инвестиција? Квалитетната инвестиција за нас подразбира прво нормално да имаме повисока додадена вредност, што се создава тука. Повисоката додадена вредност на крајот на денот подразбира секако и поголема профитна маргина, која што за нас е основа да наплатиме корпорат такс. Меѓутоа повисоката додадена вредност и поголемата профитна маргина и основа компанијата да исплати поголеми надоместоци за луѓето кои што ги ангажира. Така што, ако се вратам назад на тоа кон кого би му пристапиле, дали ќе идете кон инвеститорот кој што ќе нуди 100 милиони или тој кој што нуди 20 милиони инвестиција, одговорот на прашањето ќе биде откако ќе ја добиеме проекцијата на нивни приходи, добивка, работни места и плати за наредните 10 години и откако самите ќе процениме колку тоа ќе не чини нас како држава да спекна поддршката што треба да му ја дадеме и кога оваа држава ќе ги наплати тие пари назад по различни основи и што тоа ќе значи за луѓето кои што ги ангажираме од локалните средини да работат во тие капацитети, тогаш може да дефинираме дали ќе му пристапиме, односно дали ќе му дадеме приоритет и малку подобра понуда на тој што да дава номинално повисока инвестиција или не. Сега да ова е многу лесно да се каже, многу тешко да се спроведе, заради тоа што знаете како многу тешко ќе објасните доколку не сте му затвориле врата, меѓутоа доколку сте дале приоритет на инвестиција која што е 5 пати помалку од некоја друга. Меѓутоа на крајот на денот знаете како, значи политичарите излегуваат на избори и се бираат за да водат. Тоа значи дека одредени решенија, одредени практики треба да имаме нормално и стомах и храброст да се спроведат, без при тоа постојано се навраќаме да ги следиме реакциите. Реакциите на јавноста се важни, меѓутоа јавноста не е таа која што треба да ги креира политиките. Тоа се случува еднаш на избори и не може да се случува постојано. И тоа е да кажем една квалитативна разлика меѓу она што го практикуваме во изминативе 3 или 4 години, тоа што се практикувало претходно, повторно кажем без намера да навлегувам во партиска политика, чисто сакам да направам разграничување зашто постојано инсистираме на нов пристап во однос на тоа што е до сега. Сега, новиот пристап дополнително подразбира дека мора да видиме, повторно кажем, врз основа на бројките што ги подготвуваме и анализите за секоја инвестиција одделно, подразбира дека не може да имаме ист пристап за сите. Што значи тоа? Тоа значи дека нашата политика на отворени врати, иста поддршка за сите сега ја менуваме и велиме вака: сите се добредојдени да испијат едно кафе кај нас, кај мене, кај Фатмир, кај Крешник, Бактеши, не е важно. Меѓутоа не сите ќе добијат ист третман. Не сите на крајот на денот треба и да добијат државна поддршка. Че имате одредени инвестиции кои што мене, ако ме прашате, можеби воопшто не заслужувале ни да стигнат во оваа држава. Затоа што реално исклучиво се подпираат на искористување на ефтина работна сила. И сега ако се вратиме назад на првата поинта што кажав на ресурсите, и ако сме сите свесни дека ова е мала држава која што реално има ограничени човечки ресурси, не мислам дека е паметно се расфрламе со тоа. И затоа мене не ме радува кога ќе каже некој вработувам 2000, 3000, 5000 луѓе, ако видите дека просечната плата што ја плаќа 17.000 денар. Сега, добар дел од одреден дел, извинете, од инвеститорите, странските инвеститори, беа вознемирени кога пред неколку месеци објавивме резултати од првата анализа што направивме, која што покажа дека платите во зоните се пониски во однос на просечната плата во државата. Па добивавме коментари дека тоа не е соодветно методолошки, бидејќи треба да спроведуваме анализа и споредби врз база на сектор со сектор. Значи не може преработувачка индустрија во зонија се споредува со национална економија кај што имате и IT и финансиски сектори и така дале. Меѓутоа на крајот на денот аргументот е следен. Целокупната национална економија многу мал сегмент, ајде во последниот период поголем, меѓутоа генерално многу мал сегмент добива државна поддршка. Компаниите кои што оперираат во зоните добиваат државна поддршка. Второ, никаде во законот не е ограничено какво, односно е ограничено, меѓутоа ограничувањето е многу строго и за многу мал сегмент на дејности, че никаде не пише дека не мора исклучиво се фокусираме на преработувачка. Ниту дека исклучиво мора да ги земе овие компании кои се веќе тука. Тоа значи дека нас ништо не спречува да поработиме и да стигнеме до целта, а тоа е како надоместоците кои што нашите сограѓани ги обезбедуваат во зоните,
да бидат доста поголеми. Не е доволно да бидат во рамки на националниот процес, заради поддршката што ја добивате, заради тоа што поголем дел од нив доаѓаат од странство и заради очекувањата дека со нив доаѓа нова технологија, која што значи поголема продуктивност, нормално дека очекувањата наши го поддржава и настојувањата треба да бидат и платите да бидат значително поголеми. Сега како би го постигнале тоа? Повторно кажам, многу лесно се каже, меѓутоа пракса многу тешко се спроведува многу тешко. Предизвик е во секој случај, нема ништо тешко. Меѓутоа повторно кажам, еве се обидуваме заедно со Фатмир и со останатиот дел од владината економска екипа, че да се дефинират кои се тие цели кон кои што треба да се насочиме. Да, разборна стратегија 21-41 е супер и таа реално ќе ги даде основните правци. Меѓутоа искрено мене ми е непосредната цел да видиме што сакаме постигнеме следната година. Што сакаме, каде сакаме да бидеме за 4 години од сега. И ја реков многу едноставно вака. Врз основа на тоа што го имаме како нов пристап, кој што подразбира дека ќе бидеме до некоја, значи ќе се базираме на соодветна анализа и ќе бидеме паметен инвеститор кој што ќе вложува онаму, кога зборам ќе вложува, ќе даде државна поддршка. Ама државната помош на инвеститорите не значи ништо друго освен тоа дека сме ние кои инвеститори во тоа. Значи со паметна инвестиција, значи ќе вложуваме онаму каде што ќе имаме најголем поврат. Ваквиот фокус, да кажеме, кон работите поттикнува инвестиции кои што доаѓаат и кои што се и со повисок износ и со повисок квалитет. Да кажеме, веќе имаме. Не најави во смисла се јавиле по телефон па ни кажале, него имаме доставено веќе конкретни писма со намери. Ќе споделаме на душе денеска јавно го кажа. Значи во изминатите 5 месеци имаме најавен инвестициски циклус, односно влезени веќе во постапка на преговори, кој што веќе тежи околу 300 милиони. Ако го земеме во предвид фактот дека во последните 20 години у зоните се вложени некаде околу 600 милиони евра, со тоа што добро треба да го земеме временскиот фактор од време, односно дека еврото пред 10 години еврото сега не се исти, значи да претпоставиме дека овие 600 низ овој период може да стигнат номинално и да бидат со сегашна вредност 1 милијарда. Значи реално е за очекување ако си ја поставиме целта дека само во рамки на овој мандат можеме се стремиме до 7 милијарди. Ако во последните 20 години се отворени 14.000 работни места, значи реално е да очекуваме дека можеме во наредните 3 години да го дуплираме тој број. Сега доаѓа клучниот предизвик, ако ме прашате, а тоа е ако до сега имаме ситуација каде што просечната плата во зоните 15% пониска од националниот просек, нашата цел треба да биде на крајот на овој мандат просечната плата во зоните да биде 20 или 30% повисока. И сега како ќе го направиме тоа, односно како веќе го правиме. Еве на пример минатата недела имавме би рекол успешна фаза на разговори со еден голем германски, што таа ќе биде најголемиот договор за странска инвестиција до сега во историјата. Меѓутоа дека ќе се случи ќе го најавиме, меѓутоа разговорите со нив беа многу едноставни, таму зборуваме да кажеме за ограничен број на вработени, огромна инвестиција, меѓутоа вработуваат не повеќе од 200 луѓе. Меѓутоа стартната плата во компанијата фармацевска индустрија, стартната плата во компанијата е 900 евра. Бруто. Не, тоа ќе биде 600, меѓутоа стартна плата. Почетно тоа е, еве, дечкиве што не следат сега, дел од нив да кажеме завршуваат и почнуваат со работа одма. Неколку такви, мислам дека може значително да придонесат да се смени сликата и перцепцијата за Северна Македонија на пазарот на странски инвестиции. Така што мислам дека пристапот наш кој што повторно кажам, во многу елементи е веќе нов, во сегментот на поттикнување на инвестициите, меѓу другото подразбира и дека малку повеќе си ги цениме позициите, ресурсите кои што ги имаме. А тоа се базира, повторно кажам, на фактот дека имаме доста ограничен број на човечки ресурси. Сега, она што е исто така важно, не знам колку време ја можам да зборам за одутре, али ќе скратам, за да имаме можност за прашање и одговор. Еве ќе споменам уште една работа, значи еве разговараме веќе со UNDP, швајцарска амбасада и USAID. Значи сите инвеститори што доаѓаат и тие што се тука добар дел, значи едно од првите прашања вика добро се е супер, меѓутоа што имате вие на пазарот на работна сила? И ние теоретски треба да идеме во агенција за вработување и да кажеме дајте видиме што има таму и сега таму е сликата така како што е, веројатно многу далеку од прецизни податоци ќе дадат.
Сега, за да оддадеме реален пресек за секој инвеститор и за да видиме кај сме и што може да направиме за да биде тоа навистина прифатливо и за нив за да реализира таа инвестиција, пошто ако сакаме поквалитетни инвеститори, спомена фармацевска индустрија, ќе значи дека ќе треба да продуцираме соодветен кадар. И тоа првиот чекор мора да биде повторно да согледаме каква е реална ситуацијата во државата од аспект на пазарот на трудот. Сега што е нашата цел? Нашата цел е регистарот што го има Агенција за вработување да го надополниме со регистрите што ги има, да кажеме, дел од овие приватниве провајдери на услуги за вработување, пошто има и таму доста. Меѓутоа би сакал да го надополнам, да кажеме, со регистар на студенти кои што се во завршни години на студии, зашто бидејќи секој инвеститор што доаѓа не почиња одма, почиња за година дена. Треба да изгради фабрика, донесе технологија, така што и оние луѓе кои што ќе доаѓаат на пазарот на трудот, треба да ги земеме некако во предвид. Дополнително треба да ги опфатиме децата што се во завршни години од дуално образование, тоа се среднистите. Дополнително размислуваме да се опфатат луѓе кои што веќе се работно ангажирани некаде, меѓутоа за одредени подобри услови биле вољни да сменат работа, да поттикне мобилност на работната сила, што е многу важно. И една последна категорија што произлезе од разговорите, особено со швајцарската амбасада, бидејќи они се активни на тој план, меѓутоа мене ми се допаѓа многу, а тоа е да пробаме преку паметна кампања дигитална да поттикнеме и дел од луѓето што биле тука па што се избегале надвор и се реално работат секако работат за подобра плата него тука, меѓутоа ако го земеме purchasing power parity, веројатно не живеат многу подобро него што би живееле тука. Дали можеме нив да ги пингаме и да ги регистрираме на ваков тип на една база, да кажем. Со ваков пресек, да кажеме со ваков тип на согледување на состојбата, значи ќе имаме и многу пореална слика и верувам доста побогата. Во основа да можеме да нудиме на секој од овие, повторно кажем, инвеститори со повисок квалитет, можност да размислуваат и да донесат одлука да вложуваат тука, бидејќи верувам дека тие ресурси што ги имаме, што ни се распрчкани натаму, а мислам дека можеме да пробаме да ги составиме на едно место и врз основа на тоа да бидеме доста конкурентни, при тоа повторно кажам, нема да трчаме по инвеститори кои што вработуваат 5000 луѓе за 17.000 денари, него ќе трчаме по вакви кои што вработуваат 200, меѓутоа даваат стартна плата од, повторно кажам, 900 евра бруто, меѓутоа нето е веќе зборуваме за 550-600 почетно, што е сосема пристојно. Уште една финална поента, извини, завршувам тука, значи односот кон државните пари. Вчера го дискутиравме исто и на презентацијата што имавме со Finance Think EU делегација. Што го разликува новиот пристап од она што е претходно, што е новиот развоен концепт на нашава економија, значи нормално квалитетен бизнис, квалитетни инвеститори, без разлика дали се домашни и странски, врз база на анализи. Односот наш како држава кон државните пари, односот наш како функционери кон државните пари, значи мора радикално да го промениме. Односно на што го зборувавме, сите оние кои што се одговорни за спроведување на политиките во делот на поттикнување на инвестиции, треба се однесуваме како паметен приватен инвеститор. Тоа значи дека треба да вложуваме само онаму каде што би ставили свој пари. Обратно, не треба да имаме ни банка, кај што никош не би дали наши пари. И мислам дека со таков еден пристап, реално ќе имаме она што, повторно кажам, веќе се случува и го имаме како почетни ефекти, ќе биде квалитативен исчекор во однос на тоа што ни реално ни треба и повторно кажам за 3 или 4 години од сега да можеме да зборуваме за 2, 3, 4 инвестиции по 100, 150, 200 милиони евра кои што дошле во државата, кои што вработиле заедно 1000, 2000, 3000, 5000 млади луѓе и дале плати кои што мене ако ме прашате ќе бидат доста конкурентни со платите кои што се нудат, да кажеме, во Словенија, Италија, централно европски држави и така натаму, а при тоа сепак да не забораваме дека ќе си бидеме дома и дека животниот стандард тука ќе биде доста повисок со истите тие пари во споредба со било каде. Така да она што веќе го има како услови за работа и можности за младите кои што постојат во централно европските земји, ајде да не идеме Германија и понатаму, нашата цел уствари не да го донесеме тука, него да го креираме тука и мислам дека сме на добар пат со ваков пристап, паметен,
да стигнеме до таа цел. Ја би завршил тука, ако има прашања и коментари, со многу големо задоволство и внимание ќе ги слушам. Се разбира дека доколку има прашања по завршувањето на сите излагања, претпоставам ќе постави некој, меѓутоа господин Деспотовски на некој начин практично му доаѓа како и одговор и надополнување на се она што го говорите, она што сега ќе го говори господин Сташко Наков од управниот одбор на Совет на странски инвеститори. Леќи од една страна вие кажавте какви инвестиции очекуваме, што посакуваме, а се имаат свој размислување инвеститорите. Во ова време се говори дека нели инаку треба кој знае колку да се размислува, анализира пред да се инвестира, а се коментираше дека во време на ковид уште како се размислува, уште каква отежната одлуката, потешко се одлучуваат луѓето да инвестираат, независно од странска или домашна инвестиција. Токму затоа ќе биде интересно и како продолжение на некој начин на оваа тема за која што говореше Деспотовски. Повелете, господине Наков. Благодарам, добар ден на сите. Јас имам некои презентации за Советот на странски инвестиции за компанијата и мерките, па може би можели да ја споделам, евентуално. Верувам дека со шер скрин ќе видиме, може да ја простават сите. Се надевам дека се гледа или? Да, говорете, пред малку се гледа, често сега се гледа. Некоја стандардна презентација на Советот за странски инвестиции. Накратко нема многу да должам, само со запознавање. Јас сум член на управниот одбор на Советот при Стопанската комора и би сакал да нагласам дека за компаниите, за секој инвеститор е важно да биде во некоја групација во коморско здружување, бидејќи се култивираат барањата, се насочува енергијата и заеднички настап пред институциите, а секој дека соработката со институциите е многу важна и сакам да нагласам дека пред се со потписателот Битичи, бидејќи ние сме надвор од зоната и имаме одлична соработка и мислам дека на добар пат сме да продолжиме и да ги тие политики подобриме. Ние како компанија сме надвор од индустријските зони, така да тоа со господин Деспотовски немаме баш заеднички средби, меѓутоа секако дека проблемите веројатно се слични или решавањето е слично. Советот на странски инвестиции постои од 2006 во дел всушност тело на Стопанската комора на Македонија. 130 компании се таму. Мислам дека се некаде повеќе од 2/3 од извозот го представуваат, така да доста сериозна групација. Тоа е едноставно глас на бизнис заедницата и целта е да се направи што подобро бизнис околина и едноставно развој на македонската економија, што секогаш е заедничка цел сушност и на институциите и на владата. Мислам дека тоа е главната поента и мисија, дека да се промовира и развие компетитивноста, предвидливоста и едноставно одржливоста на бизнис околината преку диалог со авторитетите и со релевантните чинители. Значи тоа е генерално некоја цел и мисија на Советот на странски инвестиции. Ја не би се задржувал премногу. Организацијата е нормално председател, управен одбор, подпредседатели. Во склоп на неја функционира и Асоциацијата на странски компании со технолошки напредно производство, во која што исто и ние членуваме секако. Различни тела преку кои зависно од проблематиката и темата се разговара и кои што можат постучно да подготвуват одредени материјали и барања и секој да вршат ефикасни дискусии со институциите и со чинителите во тој процес.
Така да се биде член на FICE Foreign Investment Company, значи странски инвеститор е едноставно активности кои што се да се сугестии да се даваат, да се даваат идеи, предлози за подобрување на бизнис околината, целокупната окружување, да се стрикно и детално адресираат конкретни барања, конкретни предлози и едноставно да се споделат и искуствата со другите членки. Повеќе проекти, бела книга издадена 2018, проекти кои што се наведени овде се, да речеме, ден со водечките македонски, да речем, директори, зголемување панел дискусија, зголемување на конкурентноста на домашните мали компании, светски пикник, кој што минатата година поради COVID-19 не се одржа, и за оваа година е одложен, се надам дека идната година ќе имаме можност. Белата книга веќе ја спомна со некои препораки, со некои достигнувања на кои што не би се премногу задржувал, и тоа би било генерално некој вовед за Советот на странски инвеститори, и повеќе би се задржал на, и повеќе сигурно дека е се надевам дека ја гледате презентацијата сега од компанијата. Би можел да продолжам со презентација кратка на компанијата, доколку се слушаме. Да, се слушаме. Компанијата Amphenol, така, повелете. Да, компанијата која што ја водаме, Amphenol Technology Македонија, ние сме компанија која што функционира надвор од зоната. Немавме користено државна помош, нити било какви, кој знае какви поволности, ни на почетокот, ни на основањето. Единствено последните 2 години имаме за инвестициите, со новиот закон кој што се донесе, имавме за инвестирањето кој што изврши во текот на годината, имавме субвенции добиено. Претходно немавме ништо посебно, нити пак за COVID, за време на COVID кризата имаме користено помош, бидејќи ние за време на COVID кризата постигнавме раст, а не намалување. И тука би сакал да споделам како тоа го реализираме и што правиме. Повеќе работиме, а помалку плачеме и бараме и предлагаме нешто што ќе ни помогне за да можеме да го зголемиме обемот. Едноставно барањето, дајте ми пари да поделиме плата, ако не можеме плата да делиме, тоа е веќе сериозен проблем за една компанија и за еден менеджер, така да не мислам дека така ќе се реши нешто, ако некој му даде пари за плата 3 месеци, 5 месеци, било како. Треба да се најде начини како да се стимулира да може да се одржи и зголемува бизнисот, и тоа за тоа има некои мерки подосна. Да не должам многу, компанијата Amphenol е формирана 2013 година. 2013 во септември ја регистриравме, ја бе првиот вработен, во октомври стартувавме и сега моментално имаме околу 2165-2200 вработени и очекуваме извоз оваа година 120 милиони евра пред се во Европа, во европските земји, и така е концепирана и компанијата. Amphenol Technology Македонија е основана од Amphenol корпорација, која што е корпорација секо меѓународна, интернационална, со, да речеме, приход околу 10 билиони, 10 милиарди долари за оваа година се очекува, со 80.000 веќе вработени и котирана Њујоршка берза, сериозна корпорација која што постои веќе 82 години. Ние постоиме скоро 8 години, главен дел ни е автомобилскиот, каде што се КА електроники Филеп, останатите се телекомуникации. Организацијата ни е, да речеме, со заеднички служби, односно support functions, и имаме различни operation units кои што функционираат во Amphenol. Фактички Amphenol Technology Македонија е компанија во која што екзистираат 5 различни компании, така да речеме. Еден legal entity, меѓутоа повеќе деловни единици. Ова е автомотив,
локацијата на 500 метри, ова се некој дел од линиите, ќе одам брзо за да можам да се фокусирам на поентата и на COVID. Ова е дел од линиите. Фокусот е нормално што повеќе автоматизирана опрема, што повеќе ноу-хау за долготрајност и sustainability на проектот. Мислам дека одиме во добра насока. Инвестициите кои што до сега ги извршивме се околу 30 милиони евра само во опрема, плюс се зградите и другата инфраструктура, така да мислам дека се сериозни бројки и резултати. Ова се дел од производите кои што ги произведуваме за автомобилската индустрија. Пред се работи за сигнални кабли кои што се, да речеме, едни се во делот на сейфти, за сигурностни појаси, за airbag, сигнални кабли, потоа имаме за battery cable, за издувните катализаторите, за издувните гасови и регулација на нитрооксиген. Генерално во автомобилската индустрија пред се различни видови на кабли. Не автомобилскиот дел имаме антени за телекомуникациите што ги гледате на базните станици и cable connectors, односно конекторски кабли за телекомуникации. Во автомобилскиот дел главни купувачи се, да речеме, ние сме претежно Tier 2, некаде Tier 1, тоа значи дека во тој синџир на набавки ние добавуваме до, да речеме, Continental или до Autoliv или до некој од Tier 1 компаниите кои што потоа директно добавуваат до OEM, односно производувачите на автомобили Volkswagen или, да речеме, апликациите се пред за сите автомобили за европски пред се и јапонски, така да мислам дека се покрини целокупниот асортимент пред се за патнички возила кај автомобили, така и телекомуникациите купувачи се главни Ericsson, Nokia и компании како Orange, да речеме, како оператори кои што ја покриваат, да речеме, Белгија, Франција и Телефоника, Vodafone. Ова се некои слики од антените, значи тоа се големи антени, малку производството е различно, ако имаме, да речеме, од прилика неколку милиони кабли неделно, тука имаме неколку стотина антени. Тоа се тие антени од 2,70 метра долги, 2,50. Ова се дел од машините што се користат таму и во Конексус за производство на конекторски кабли. Тоа се тие кабли кои што се за телекомуникации, за Ericsson. И сега најновата деловна единица ни е за инсталација, односно за бус-барс, за кои што се користат како дистрибуција на електрична струја во ормарите за струја и такви некои производи. Значи, нормално дека IATF е неопходен за автомотив и купувачи кои што сме ги поминали Audi, да речем Autoliv, Continental, Volkswagen, Audi, ZF и така. Тоа се дел од купувачите за кои што работиме, за да имаме овака некој увид. Што се случуваше COVID-19 и импактот за компаниите? Значи, пред се првата ситуација беше шок, односно намалени или дури откажани порачки, ризик за здравјето на вработените и за задржување на потенцијалот и на тие вработени кои што се неопходни за одржување на процесот, комплетно нарушен supply chain, фреквенција на транспорт и транспортни рути исто така нарушени, намалена можност за патување скоро никаква, и тренинзи на вработени и на техничкиот персонал и намалување на трошоци во тој момент, прва реакција на намалување на трошоци во секој сегмент. Значи, тоа беше првиот ефект, помалку шокирачки, бидејќи никој можеби не очекуваше дека до таа мерка ќе дојде ударот. Меѓутоа главната работа и главната мисла која ја имав и тука мојот тим беше дека оваа ситуација е времена и имаме две опции. Или за неколку месеци ќе почне да се обновува и да се прави некои рекавери, или ќе ја затвориме компанијата. Ако нема рекавери, ако оде оваква насока, ама ако ние затвориме нашата компанија, тоа е некој црно сценарио во светска глобална економија. Така да, многу поверојатно беше дека за неколку месеци ќе дојде до рестартирање на целиот тој процес и на синџир на набавки. И главна цел
тука беше да се задржи компанијата во добра состојба и да бидеме спремни за брз раст. После тоа. Наша исто предност беше што имаме и автомотив, имаме диверсификација малку на бизнисите, имаме телекомуникација, имаме нешто во construction, па така да во делот кога се намалува таму порашките имавме префрлање и зголемување на овие у телекомуникациите, па ги амортизиравме ефектите за да можеме да ги задржиме вработените кои што секако биле лојални и добри за компанијата. Сега активностите кои што тоа беа нели ефектите, активностите кои што ги преземавме е да се задржат линиите во добра форма, во добра кондиција и да се направат апгрейди на тие линии на кои што, да речеме, во нормално работење не сте имале можност поради притисок, поради барања, порачки, несмење за застои, не сте имале толку простор да го сето тоа направите, да го направиме, да продолжиме со инвестициите кои што ги планиравме, бидејќи во секоја криза и ова, и таа која што беше 2008-2009 и таа имам поминато, најважно е да се инвестира, да се направи апгрейд и да се задржат клучните луѓе и добрите луѓе во компанијата. Втора работа сигурно, можеби прва и најважна е секој да се заштитат вработените, да се преземат сите мерки за заштита нивна и тука ставивме ковид координатор, сите активности, се тоа што беше за да може да и здравјето на вработените биде на ниво. Да се барат алтернативни и добавувачи кои можат локално можат, и тоа морам да констатирам дека сепак и потенцијалите на локални добавувачи се мали. Не е тоа дека компаниите странски не бараат или не сакаат. Ние соработуваме со доста и наши, имаме, не знам, некои си мислам дека 2020 имавме преку 15 милиона евра од домашни добавувачи купени услуги и производи. Меѓутоа, можеме и многу повеќе. Да се оптимизират трошоците сите за транспорт, да се барат и алтернативни рути и да се зголеми знаењето со тренинзи онлайн, бидејќи не може во живо, тогаш преминавме на онлайн, и да се зголемат одговорностите на нашиот персонал. Тоа значи дека сите нови линии, добивме нови линии во меѓувреме, имавме 3 милиона евра инвестиции во опрема во време на ковид, и тоа нашите инженери сами ги инсталираа опремата, сами ја пуштија во пробно производство во Сериско, со евентуално онлайн подршка од одредени производувачи на опрема доколку е потребно. Така да тоа на некој начин е предизвик и можност за напредок. И во секој случај на крај најважно да ги убедиме купувачите и акционерите дека нашата локација е најдобра локација за рестарт, бидејќи тие проекти мора да се рестартират или да дојдат на нивото кој што треба да биде, и за новите проекти. Дека ова е локацијата која што се задржала во најдобра форма за да може да брзо одреагира, затоа што ние имаме прво и за нови проекти, кај купувачите наши директни, меѓу тоа како голема корпорација и интерно меѓу компаниите во корпорацијата има борба за тоа кој ќе преземе поголем дел од тие проекти. Така да тоа е доста важно за да може една компанија да направи раст во такви ситуации. Сигурно дека од корисни беше членувањето и соработката во рамки на Стопанска комора и со институциите, рече со владата и економскиот дел од владата, бидејќи успеавме да добиеме намалиме, односно нивелирани стапки некои со Европската унија. Тоа не става нас во позиција да и компаниите кои се во Европска унија, како што ги спомнавме и во Централна Европа, во Словачка, во Чешка, да имаме исти услови и со нашите перформанси да покажеме дека да, ние сме најдобрата локација каде што треба да дојдат новите проекти и зголемување на постојните проекти. Така да можам да ви кажам дека интерно во корпоративни делови ние успеавме не само нови проекти да привлечеме, него доста од постоечките проекти да ги привлечеме тука, бидејќи се задржавме и успеавме да ја задржиме одличната форма и одлична кондиција на компанијата. Што не беше случај во Чешка и Словачка, а тоа веќе нивни проблеми.
Успеавме и некои подобрувања во делот на имавме и со премиерот некои состаноци со повеќе нивоа и тоа се успеа да се добијат и некои модификации, подобрувања на некои законски прописи, некои правила за да се олесни работењето на компаниите. Тука уште доста има да се работи, тука има уште доста да се работи со намалување на давачките, меѓутоа тоа е веќе во процес. Имаме, мислам дека во септември нова група на тарифни броеви кои треба да се редуцираат. Значи ние збориме за тарифни броеви за компоненти што ги користиме во нашето производство. Ние не бараме пари за плата, ние бараме да дојдеме во исти услови, а тоа мораме да го направиме кога и да влеземе во Европската унија, мораме да ги хармонизираме. Така да тие покритични кои што ни се неопходни за да можеме да ги изголемиме проектите и да привлечеме и нови проекти. Секој дека се во делот на транспортот имаше доста предизвици, и тоа и со тоа време и со царина и со директор на царина презема тогаш координативна дел, имаше проблеми со тие зелени коридори, вакви коридори, застои секаде, меѓутоа успешно се за кратко време и околу тестирањето на возачи, па недостиг, па не знам, имаше доста работи и се успеа да се најдат решенија и модалитети како да тоа функционира. И мислам дека успешно тоа се реши. И на крај, сепак се сведува на тоа да ги убедиме купувачите и акционерите дека нашата локација е најдобра за инвестирање и за обслужување на купувачите, да имат доверба во нас како компанија, како нивен добавач. Овие активности што се преземени, кои се, да речеме, резултатите, на крај мораме да ги сумираме, пошто јас сум по локација инженер и бројките така релативно добро ги баратам. Значи ние имаме зголемување и во 2020 во услови на ковид пандемија, ние имаме зголемување на извозот од Amphenol Technology Македонија за 5%. Многу малку компании може да се пофалат со тоа. А зголемено првиот квартал, не зборам за 2021, поредено со првиот квартал 2020 имаме зголемување за 26%. Можете да сметате дека реалниот ефект од кризата со COVID почна некаде крајот на март, меѓутоа реално април до јуни. Ние април почна кај Tier 1 и OEM, ние ефектот го видовме мај и јуни. Значи, тука не ми се земени во предвид најлошите месеци од 2020. Првиот квартал со првиот квартал. Го зголемивме бројот на вработени, исто, квартал со квартал за 320, иако директорот вика дека тоа не е важно, ја мислам дека и како е важно, посебно во ситуација кога остануваат многу луѓе без работа од компании кои што не биле баш во добра состојба, а и пред се конфекции, знаете, почне го штип, и јадници се без работа, не сум сигурен дека они сите не можат да бидат програмери и high level техничари, така да мораме и тоа да го имаме во предвид. Апсолутно се сложно за нивото, условите и платите дека треба да работиме на тоа и да се секојаш подобро. Мислам дека нивото кај нас е задоволително, секојаш може подобро. Инвестициите ги задржуваме околу 3,2 милиони евра само во опрема. И мислам дека генерално можеме да сумираме, сега почнавме новата зграда, 3500 квадрата за автомотив и 500 квадрати треба да ја почнеме веројатно во јуни за non-automotive, значи нови 4000 квадрата и веројатно нови 300 вработени во 2021 до крајот на 2021. Така да тоа се некои резултати кои што ја лично сум горд на тие резултати, мислам дека се добри. Оваа година очекуваме 120 милиона евра извоз, мислам дека тоа сериозна бројка за македонски рамки, сигурно дека тоа не е нешто сериозно за некој друг. Така да мислам дека во почетокот ова што го имаме запишано, COVID-19 беше шок за сите нас и секој дека ризик огромен и здравствен и за компании и за генерално за опстојување, меѓутоа во иста насока и голем предизвик и можност да ги подобриме компаниите. Тоа беше можност да се ревидираме каде сакаме да одиме, што можеме да подобриме кај нас за да станеме подобри и ние да сме локацијата или местото каде што ќе дојде развој. И на крај сум запишал едно од
изрека од Чарлс Дарвин, кој има и во мојата канцеларија и на многу места во компанијата, значи не преживуваат најсилните, ниту најпаметните, туку тие кои што се најбрзо реагираат и соодветно на промените. Тоа ако го погледнете во еволуцијата ќе го видите дека е така и тоа е навистина така. Значи брза реакција, навремена и прилагодување према промените и према ситуацијата. Со таков еден пристап мислам дека во секојдневниот живот, а пред се во време на криза и на такви држни промени ќе дојде до резултат. Тоа би било накратко мојата обсервација на ситуацијата и веројатно дека треба и претходно дека се гради компанијата да се размислува за диверсификација на бизниси, за евентуални ризици и сето тоа, па да можете да одреагирате правилно и да и во време на самата криза да можете да одреагирате со активности кои што ќе задржат високото ниво на компанијата и можноста за брз раст, бидејќи прашање на време, на месеци кога би тоа дошло. Така да сега мислам дека сме потполно спремни и не гледам никаква причина да не го изреализираме планираното за 2021. Благодарам. Ова е гледање од аспект на некој кој што ги се најде во ситуација како да гледа на ковид кризата, дори да се гледа и како предизвик. Се разбира дека се надеваме дека успешно сте говорили, дека добро ќе одат работите за вас и понатаму, бидејќи директорот на дирекцијата за технолошко и индустријски развој зони господин Деспотовски има обврски други за 5-6 минути. Доколку евентуално нешто има да додаде, да го слушнеме, па потоа ќе продолжиме во последниот дел од нашиот денешен вебинар, кој што оди кон својот крај спрема термините, меѓутоа веројатно ќе можеме да се задржиме малку боле. Господин Спотовски, можеби ќе имате свој коментар пред да го слободиме заради вашите други области. Не, јас многу внимателно го слушав и сега излагањето на Сошка, благодарам, мислам дека се согласувам во голем. Добар пример е како компанија во услови на криза се прилагодува и фактички ја користи како можност. Инаку имаме, да речеме, генерално на ниво на зоните, чисто како информација, например имавме првиот квартал 2021, ние рекорден од аспект на економска активност во последните 4 години. Не сме се вратиле поназад со податоци, меѓутоа мислам дека е рекорден воопшто. Например, имавме раст на извоз од 30% во однос на истиот квартал 2020. Она што мене ме радува, тоа Сашко го спомена, например, бројот на работни места остана цела година стабилен. Чак што више имавме мал пораст 2020 во однос на 2019. Така што да, во партнерство и со компаниите, значи настојуваме она што го кажавме денес, имавме во настанутето отварање на нов капацитет. Значи инвестицијскиот потенцијал што го имаат и постојните инвеститори, само треба да го надградуваме и да го користиме дополнително. Да, и да ангажираме дополнително луѓе, но нормално што го кажав, значи надоместоците мора да најдеме начин заеднички, значи не да биде тоа по наредба за компаниите дека мора така да постапуваат, меѓутоа заеднички со изменетиот паметен пристап кој што го споменав дека веќе го практикуваме, да одат и погоре, така да во принцип немам никакво, чак што више мислам дека беше многу корисно после излагањето на двајца представници на институциите, да имаме излагање од реалниот сектор и за да видиме, да речеме, во кој дел се поклопуваме, во кој дел можеби треба да соработуваме заедно и да ги надминеме предизвиците, така да супер беше многу корисно за мене во секој случај. Али тука сум уште 5-10 минути, така да ако имате простори за прашање дополнително, ќе стојам на располагање. Да, доколку некој прашање, благодарам многу господин Деспотовски. Да, убаво е да се слушне, дека ретко слушна поведение дека некој од бизнисмените кажа дека нему треба државна помош, успеал така. Да може да имаме повеќе така, но и државната помош да стигне таму кај што треба и да одговори на предизвиците. Господине Битичи, можеби ви имате мал коментар на себе ова досега, доколку имате поведение. Ја би сакал да слушам до крај, можеби на крај ќе искоментирам, но сметам дека да не се повторувам на тоа што го кажа Јово. Сметам дека имаме позитивни примери, но предизвикот е заеднички на сите и во суштина тоа е склоноста и на нас политичарите, но и на економијата. Во криза се отвараат можности. Тие кои што ќе ги видат и искористат можностите, во суштина се секогаш во предност. Јас зборувам за друг
сегмент на можности и предизвици кои што нас не стојат. Ова е класичен пример како една компанија лесно. Да не зборувам дека ние имаме такви добри параметри, бидејќи ја запомнав добро сум со бројки 21% имате раст на приходи. Ние имаме 22% раст на приходи во првите 4 месеци, согледувајќи со првите 4 месеци од 2020, од кои 2,5 немавме COVID. Тоа значи дека ако ги споредиш, тоа се добри податоци. А ако ги споредиш само месеците, тоа си го земеш овој период со 2019, имаме за 3% раст. Што значи дека и се уште во COVID работи идат напред и тоа во суштина стопанството го креира и кажува дека полека се оправува економијата, но уште имаме напред да идеме. Така да ајде да слушнеме уште нешто, па ќе зборуваме понатаму. Благодарам, господине Бетики. Мене ме радува што нашиот вебинар практично дава една компилација од размислувања од различни нагледи, дава на крајот една реална слика. Една од реалните слики, не може една да биде, но еден нагол на реална слика на се што се случува во нашата економија. За крај, нашата деканка на Факултетот за туризам и бизнис логистика, професор доктор Татјана Бошков, дивергентни закрепнувања кај економиите една година во пандемија, како до намалување на несигурноста. Деканке, повелете завршниот збор е ваш, односно завршното излагање, завршниот збор на крај. Благодарам, Тони, за најавата. Уште на самиот почеток ќе изразам мојата благодарност за присуството на вице-премиерот Бетики, за присуството на директорот на ТИРС, господинот Деспотовски, и се разбира за присуството на господинот Нагов од Советот на странски инвеститори. Бидејќи ја пробивме временската рамка, она што јас сакам да се надоврзам на господинот Деспотовски на овој развоен концепт кој што се зборува е дека во суштина овој концепт може само во голема мера да ја направи Македонија локација од која странските инвеститори можат да изслужат на пазарите на Европската унија. И тука е битно самата домашна индустрија со помош на странските директни инвестиции да ги превземе сите потребни промени за нашиот аутпут. Во овој случај споменатите регистар на студенти, сите тие детали кои што беа спомнати, на вистина еден концепт кој што на долг рок, но и во оној краток рок кој што се зема од 4-5 години, кој што го спомна директорот, на вистина треба да се видат тие, да кажам, плодови, но во моето излагање повеќе како аспект од истражувач, можам да кажам дека извештаите на меѓународните и на финансиските институции, оно што кај нас се спроведува, всушност ја покажува ефикасноста на нашите политики. И претходниот вебинар исто така ни беше со поддршката и која е улогата на монетарните власти во пандемијата COVID-19, со тоа што и јас уште еднаш би кажала дека да, ова се вонредни времења кои што ги надминаа претходните економски кризи, но факт е дека сите вонредни времења бараат вонредно действување, што значи дополнителните напори подразбираат додадена вредност. Ако направиме една ретроспектива на периодот кој што го поминуваме во пандемија и нарушувањата кои што ги бележи светската економија, глобалната слика прикажува целогодишни рецесии на сите земји Г7 и Г20 со исклучок на Кина. И сите се сме согласни дека првата половина на 2020 година се одликуваше со остар пат на производството, додека втората половина беше со скромно закрепнување. Проекциите покажуваат дека глобалниот GDP ќе се врати на нивоата пред коронавирусот во 2022 година. Исто така и глобалната трговија имаше сериозни нарушувања. Па со оглед на тоа се што претходно беше кажано, на вистина можеме да кажеме дека треба да продолжиме со едно вакво креирање на политиката. Но тоа како ќе се одвива динамиката на закрепнувањето, исто така треба да признаеме дека тоа зависи од локалните блокади, од сомнежите околу имунитетот, од затворањата на економиите. И на крајот, она што сите нас не маче, колкав е патот кој треба да се изоди за да се закрепне од ова ситуација. Сите извештаи потврдуваат дека патот до закрепнувањето ќе биде долг, што значи не може
ние да бидеме исклучок од ова јато. Она што нам ни е познато дека Кина беше прва по година, дека таа прва го оствари позитивниот раст од 1,8% и земја која што немаше контракција во 2020 година. Но де факто зборуваме за една невидена политичка поддршка која што покажа милијарди фискален стимул за спасување и сме согласни дека кризата COVID-19 е различна од кризата во 2008-2009 година, бидејќи сега имаме случај када се објавени масивни планови за фискално трошење за одржување на економиите. И масивниот стимул всушност ги смири пазарите. Секако во насока и на денешнава тема развојниот концепт, зоните, прашање кое што го покренуваме е и инвестирањето. Можеби, еве од мој аспект, прашањето би било кои промени ги прави пандемијата од аспект на дисперзирано инвестирање кај производството. Во секој случај, тука како предизвик нам ни се јави локацијата на производство. Значи, анализите покажуваат дека трговската војна меѓу САД и Кина и зголемувањето на платите во Кина веќе поттикнаа некои мултинационални компании да ги преместат своите синџири на снабдување далеко од Кина во другите делови на Азија. И прв рам пример за ова беше текстилниот сектор. Исходот во овој случај е една азиска мрежа со синџири на снабдување која е помалку фокусирана на Кина, но поразновидна. Оние компании кои беа во можност да го пренасочат производството на клучни компоненти од еден во друг регион, бидејќи нели бевме сведоци на блокирања, тие многу полесно излегоа од пандемијата во што се однесува до бројките кои што ги остваруваат. Синџирите на снабдување тешко се поставуваат и уште потешко се движат, исто така го спомна тој директорот Деспотовски, многу потешко тој во автомобилскиот сектор. Но како мултинационалните компании можат да одговорат или како одговарат? Де факто мора да имат планирање, значи да имат нивно сценарио, да имат техники, бидејќи техника која што ќе овозможи поклопување на стоките на самиот пазар во време кога можностите за потрошувачка се најголеми. И тоа е сосема нормално да се бара најсоодветната алокација на ресурсите. Но на што стана наш живот, виртуелниот, се пренесе и во деловните модели. Односно имаме дигитализација на деловните модели. Во овој случај мислам на електронската трговија, на потребата бизнисите да го подобрат своето присуство, што пак ќе подразбере и дигитализација на синџирите на снабдување. Паралелно со ова секако се компаниите кои треба да размислуваат за моделите на цени, бидејќи порегионализиран синџир на снабдување ги тера компаниите да се фокусираат повеќе на локалните вкусови во услови на поголем капацитет за диференцијација на производите. Во овој случај среднорочните ефекти ни биле повисоки цени за нивните производи, потенцијално неутрализирање на зголемени трошоци за производство, држејќи поголеми залихи. Едно од трајните влијанија на COVID-19 е и ризикот, односно негово мерење, посебно кога станува збор за инвестирањето на мултинационалните компании. И во овој момент би ги посочила дигиталните можности гледани по индустрија за 2021 година. Значи, ако се направи еден таков преглед, имаме автомобилска индустрија, и тука производителите на автомобили ќе се фокусираат на градење можности за онлайн продажба. Телекомуникациите, клауд компјутингот ќе биде клучна област за развој. Продажбата на мало, веќе и трговијата ги консолидира локдаун добивките. Финтехот се повеќе ќе се зајакнува и де факто го имаме здравството, односно апликациите за дигитално здравство ќе се зголемуваат. Дури и најновите согледувања на Меѓународниот монетарен фонд од јануари за растот на светската економија се поповолни во споредба со октомвриските проекции кои што ги има во 2020 година. Сепак високата неизвестност и понатаму постои, ризиците главно се поврзани со пандемијата и изгледите за справување со неа. Оно што би го потенцирала од извештаите на Меѓународниот монетарен фонд од аспект на нашиот регион
Еве, Кина веќе ја спомнавме, очекувањата да се врати, да се подобри активноста или да се врати на предпандемиското ниво во САД е првата половина на 2021 година, Јапонија втората половина на 2021 година, ЕУ крајот на 2022 година. Што се однесува за најсиромашните земји, тие ќе заостануваат. Дури според проценкиве тие ќе изгубат 6,4% од нивниот GDP по глава жител во 2022 година. И со исклучок на Кина, земјите во развој би загубиле околу 6%. Развиените економии ќе изгубат само нешто помалку од 1% поен. Со оглед на тоа дека еврозоната ни е, па и Германија е наш главен трговски партнер, би ја спомнала сета таа помош и мерки кои што беа произнесени, значи бројни стратегии, активности за поддршка на економијата, како што и на нивниот вебсайт на вебсајтот на Европската комисија стои дека тие се број еден партнер на Западен Балкан. Свесни сме за дека се помагаше на економијата и се помага да го абсорбира шокот од сегашната криза. Имено постојат програмите за литни набавки на пандемијата. Не дека овие програми порано не постоеле, меѓутоа тие постојат од 2014 година, но сега износот е многу поголем за да се оствари целта да се намалат трошоците за позајмување и да се зголеми заемот во еврозоната. Исто така имаме позајмување што е прифатливо, насекаде јавно е дека имаме основни каматни стапки на историски ниски нивоа. Имаме поддршка на пристапот до кредит за фирми и домаќинства, што се покажува како политика која што е неопходна и понатаму да се имплементира. Се зголемуваше и се зголемува кредитниот капацитет на банките и уште една работа која што чекува, која што е повторно вратена, тоа се линиите за размена на валути од страна на централните банки со цел да се зачува финансиската стабилност преку таа меѓународна соработка. Значи, само ефективни политики може да ја облажат економијата и што се однесува и за нашата земја, споредбата на последните макроекономски показатели од домашната економија не упатува на позначителни отстапувања во отделните сегменти на економијата, иако почнуваме да имаме подобри движења, со тоа што би сакала да нагласам дека во декември минатата година беше забележен и годишен раст за прв пат од појавата на пандемијата. Ке имаме забрзување на растот во градежништвото и прогнозите покажуваат понатамошни неповолни движења кај прометот на угостителството со ризик кој што е условен од вакцинацијата и исходот кој што го очекуваме да го видиме. Во однос на промените кај потрошувачките цени, стапката на инфлација во јануари 2021 година е од 1,9% и динамички гледано најголемиот удар врз извозот како последица на пандемијата беше сконцентрирано во второто тримесечје со пад од 35,7% на годишна основа, но како што кажа веќе во третиот квартал во услови на привремено стабилизирање на состојбата со пандемијата, олабавување на мерките, значи имавме забавување на овој пат на извозот. Не само што зборувавме, сме во период каде што имавме здравствен стрес, имавме и финансиски стрес, и финансискиот стрес де факто бара мерки за спречување на сите овие ризици кои што постојано се натрупуваат. И повторно ќе кажам, ние сме мала и отворена економија и ние не можеме да се исклучиме од светот и сето ова што е својствено за целиот свет и за економиите. Она што би сакала да го потенцирам, бидејќи ги спомнавме странските директни инвестиции и изедначувањето на странските инвеститори на домашните, тоа е еден предизвик. Она што од аспект на литературата би го спомнала е дека странските директни инвестиции се битни, бидејќи тие водат кон побола експанзија на кредити и на пари. Инфлаторниот потенцијал на странските директни инвестиции може да биде и понизок отколку оние на комерцијалните банкарски кредити. Тековите на странските директни инвестиции може да бидат поврзани со инвестирање на машини и опрема.
ефектите на прелевање на странски директни инвестиции и тоа како може да го подобрат и локалниот производствен капацитет преку трансфер на технолошка и на менаџерска експертиза, за што всушност нели се говореше денеска, и како што земјите со подобра инвестицијска клима привлекуваат повеќе странски директни инвестиции, всушност концептот за кој што се зборуваше мислам дека една увертира која што следи пред нас. Така што локалниот производствен капацитет може да се подобри пред овие текови, да се на тој начин исто ќе имаме редуцирање врз реалниот девизен курс и на тој начин и не е грешно ако заклучиме дека странските директни инвестиции се сметаат за еден стабилен тек отколку банкарското кредитирање и портфолио инвестирањето. Затоа сметам дека одржувањето на раст, намалувањето на невработеноста зависи и од перформансите на извозот, кои што треба да ја зачуват макроекономската стабилност, а имајќи во предвид дека ние имаме фиксен девизен курс во контекст на политиката на девизен курс и капиталните текови, нашата економија и тоа како има полза од капитални приливи и сето тоа е баш врамено во еден концепт и стратегија кој што допрва треба да придонесе за наше подобро утре и подобро секојдневие. Сакам да кажам дека едно генерализирање дека оваа година и минатата и овој период е критичен за сите, е критичен за многу компании, меѓутоа она што е за поздрав, освен помошта кон домаќинствата, секторот домаќинства е давањето субвенции, давањето помош на фирми кои што се одржливи. Впрочем, така правеше и САД. И со добри позитивната страна од вложувањето во големи мултинационални компании со добри кредитни рейтинзи и долга историја на постоење, дека всушност од тие компании можеме најмногу да очекуваме дека ќе ја пребродат оваа криза, дека ќе испорачаат задоволителни резултати за инвеститорите и сепак државите не го оставаат пазарот сам на себе, туку одлучуваат значајно да ги коригираат ваквите аномалии преку силна експанзивна политика, да им помогнат на компаниите, секако и на нас во улога на граѓани во пребродувањето на овој период. Битен момент кој што го спомна и вице-премиерот Битики, сите оние насоки кои што како потрошувачи, како граѓани ги донесе пандемијата, е времено и во извештаите на Меѓународниот монетарен фонд последниот, но исто и во делот на Европската комисија. Односно, на 6 октомври 2020 година тие го покажа тој економски инвестицијски план кој што се однесува за земјите од Западен Балкан, каде што ваквите случувања овозможуваат една креативност, а тоа е да го искористиме периодот да одиме кон по-дигитална, по-зелена технологија и да размислуваме за различни можности кои што треба да придонесат во зависност од капацитетот, каде сме, каде живееме и да го добиеме најголемиот максимумот од сите тие вложувања и стратегии. Морам да кажам дека ова што говоревте вие, говорите нели за одговор, како да пронајдеме одговор во време на пандемија, сега ми се поврзува со она што кажа и Битики на почеток, дека не може нели едноставно да пресликаме искуство од некоја друга економија и да го примениме кај нас. Нема универзален рецепт очигледно, има некои универзални правила кои што можеби треба да се следат, меѓутоа секоја економија бара поинаков пристап. Значи, како коментар за крај, прво деканке вие, бидејќи сте пред крајот и само што завршите со вашето излагање, постојат ли некои универзални препораки или стратегии како да одговориме на овие предизвици во пандемијата? А мислам дека на тоа ќе се надоврзе, верувам, и Битики, а ако има и некој друг што да повелите деканке. Кога би давале препораки за политики во борбата против пандемијата со фокус како да се обезбеди економската обнова, всушност и одговорот на прашањето како да се намали несигурноста. Де факто имаме ситуација каде што вакцинацијата е оној менувач на играта.
Забрзувањето на производството и дистрибуцијата на вакцините е најкритичен предизвик за политиките во овој момент. И креаторите на политиките треба да продолжат да го поддржуваат обновувањето на производството и вработувањето, реинтегрирање на невработените, субвенции за вработување кои што ќе бидат добро таргетирани, политиките на пазарот на трудот да ги продолжат животните линии, да се промовира подобро понатаму, да се подобрат програмите за обука, за вештини. Значи постепено да имаме забрзување на релокацијата, бидејќи како завршува, како се гледа крајот на пандемијата или како имаме стигнување на пандемијата, економијата повторно ќе треба да се насочи кон структурните предизвици, бидејќи тие постоја и пред пандемијата. Односно пандемијата беше фактор само повеќе да ги вложи. Во една ваква прилика, освен монетарната политика, сметам дека треба да се даде еден акцент и на значењето на фискалната политика. Ако се анализираат ефектите од фискален пакет кој се состои од дополнителни трансфери насочени кон домаќинства кои имаат потреби, субвенциите, шемите за поддршка на капиталот за кој што денеска се зборуваше, пресметките покажуваат дека таква дополнителна поддршка во висина од 3% од бруто домашниот период, земено за година 2021-2022, може да го подигне производството за околу 2% до крајот на 2022 година. Исто така, ова би овозможило и инфлацијата да биде регулирана и да биде блиско до таргетот кај многу земји, што овозможува за реобновување на монетарната политика. И следните решенија кои што веќе се носат кај нас е всушност инвестирање во тој постпандемичен раст. И економијата се движи кон новата нормала, политиките повеќе треба да се фокусираат, како што кажав, со структурите предизвици, да се бега од оваа криза, колку што се може умешно, меѓутоа глобалните изгледи се позитивни, особено во моментот како резултат на одобрениот нов фискален пакет за поддршка на американската економија и на очекувањето дека помасовната глобална имунизација ќе го поддржи економското закрепнување кај земјите. Микрофонот ви е вклучен, меѓутоа пак ќе кажам дека ние како земја од Западен Балкан треба да се фокусираме кон дигитализацијата, бидејќи светот и насоките дали во нашето секојдневие, дали во деловните, во бизнес моделите се сменуваат и ние треба што побрзо да ги антиципираме со помош на ефективни мерки и политики. Сметам дека тоа нема да представува проблем. Прашањето е само дали навреме ќе се прилагодиме или ќе чекаме само од себе да си дое ситуацијата. Некои работи нас не прашува дигитализацијата, не прашува таа оди напред и технологијата. Господине Витики, сакам да кажам, ве вратив малку на почетокот на тоа дека не може едноставно да се земе пример од одредена економија да се примени кај нас, но постои ли нешто што можеме да го примениме како одредена препорака или стратегија? Секако сметам дека дури и лошите пораки се добри да се земат во предвид. Например, сметам дека ние можеме да бидеме поразлично. Ако видовме на глобално ниво, ја видовме на суровоста на однесување на глобалните двигатели на економиите. Например, видовме дека они во суштина заборавија на солидарноста. И имаме примери кај што 80% од произведените вакцини отидоа малтене во 3% од земјите. Сметам дека тоа е научена лекција, дека ние поучени од тоа и појаки треба да излеземе и солидарноста да ни биде единствениот адут, затоа што солидарноста се однесува од луѓето за луѓето. И мислам дека тоа го покажавме во нашите политики
дека тоа што ние рековме дека нема да имаме и фокусот ќе ни биде секое едно работно место е во суштина покажување на солидарност на тие кои што добро оперираат, во смисол ги земаме парите од тие што функционираат добро, ги носиме таму кај што не функционира добро или се погодени. И тоа е една од научените лекции, мислам дека треба да ја понесеме како научена лекција од ковид периодот и не треба да заборавиме на таа вредност. И втората вредност која што сметам дека во наредниот период е како ќе биде битна и во креирање на политики, но и спроведување на истите ќе биде еднаквиот третман и еднаквиот пристап. Дали е тоа до ресурси, дали е тоа до политики, дали е тоа до можности, сметам дека тоа е вредност која што треба да ја понесеме и ковид периодот ни укажа дека тоа е навистина битен фактор ако за сите чинители во општеството. И на крај сметам дека тоа што го научивме и го видовме во другите економии дека и во период на криза не треба да се заборави дека инвестициите поттикнуваат развој и затоа ние наскоро како влада ќе излеземе со еден поголем план во кој што ќе зборуваме за јавни и приватни инвестиции кои што ќе се случат наредниот период, затоа што сметаме дека само така ќе се направи квантниот скок во пост-ковид периодот, со сите други моменти кои што ги зборев во почетокот на овој вебинар, со тоа што го збореше професорката Татјана и другите, дека во суштина има доста потенцијал кој што може да се искористи. Тони, не ве слушаме се. Еве, со технологијата јас прв треба да се научам. Сам се исклучувам, вас не ви исклучувам, гледате, малку тука сум. Малце вештачка интелигенција или Internet of Things ќе реши тоа проблем. Да, меѓутоа тука да се покаже дека јас себе се исклучувам, вас не. Да сум на тоа ниво. Како и да е, доколку било кој друг има своја забелешка или прашање, повелете на крајот на овој вебинар кој што сметам дека беше добар и благодарам господине Ветичи што сепак издвоивте време и што нашата техника беше упорна. Ќе треба да ангажирам кога ќе ми требаат гости за емисии за да доаѓате. Во секој случај имаме одлична соработка. Било кој доколку има одредено прашање или забелешка, повелете. Тони, ја имам прашање. Морам да кажам дека и коментари, прашања ја читав колумната на вице-премиерот, објавена во Капитал МК. И еве една упорност, ако може нешто премиерно да откриеме за денешниве слушатели. Именно покрај Националната развојна стратегија 2021-2041, која е стратешки документ на оперативно ниво, се најавува еден голем инвестицијски бум кој во распон од следните 3 до 5 години ќе донесе експанзија и зголемување на бруто домашниот производ, а кој оперативно ќе се реализира преку единицата за следење на инвестиции. Тоа го најавувате во наредна колумна, но дали можем еве премиерата тука да биде? Да, затоа што јас сум познат помеѓу колегите дека сум институционалист, а јас сакам да институционално ги решавам проблемите, затоа што на крај на денот и толку да направите нешто, а остане е подобро од било што друго. И затоа верувам во институциите, верувам во систем, верувам во структури. Единицата за следење на инвестиции во суштина системско решавање на долгорочниот проблем на неможност на спроведување на така наречените капитални инвестиции. Но бидејќи ја не верувам дека капиталните инвестиции се клучниот двигател на развојот, туку јавните инвестиции и приватните инвестиции можат само да бидат двигатели на промена. Во овој момент правиме, ајде да не го наречам, јас не сакам со големи зборови Маршалов, Мастер и таков план, но само ќе соопштам дека оваа единица ќе има за цел да следи инвестиции од ниво на сегашно бруто домашен производ на 35%. За толкави инвестиции зборуваме, во кои што и приватните и јавните инвестиции ќе се склопат и тоа подразбира се што навистина ќе направи дури и целосно реструктурирање на бруто домашниот производ. Секако нема да можеме да го очекуваме тоа во наредните 3 години, но реструктурирањето ќе дојде можеби во среден рок.
но јас сметам дека тоа е во суштина тоа што ни недостигаше и треба да го направиме и затоа еве Гордон, но наскоро ќе ги слушнеме деталите за не биде дека, но нешто што е многу поголемо и сега секако поструктурирано и институционално решавање на долгорочните проблеми. Благодарам и мислам дека овде би можеле да ставиме и крај на ова отприлика двочасовно дружење, вебинар посветен на темата колективна визија меѓу економијата и индустријата предизвик во пандемијата COVID-19 на начин кој што одговара и за универзалните незнајковци и за универзалните сезнајковци. Ние новинарите сме меѓу тие и затоа велам дека одговара и добро е што и нашите студенти и сите учесници можат да се го слушат. Ви благодарам на сите за учеството во овој вебинар и се разбира до следна прилика. Пак јас велам се надевам овде, можеби во студиото на Универзитетската телевизија, во некој од предавалните пред студентите, најдобро во физички контакт, што не зависи од нас, ама се надеваме дека се ќе биде добро. Ви благодарам на сите, до следно видење. Благодарам, пријатно. Благодарам многу пријатно на сите. Пријатно. Поздрав. Пријатно.